Стадион. Емисија за вашата вистина. Кога се договоравме, многу интересна реченица слушнав од вас, да се врати оптимизмот во бизнисот за бизнисмените, како што тоа, го сторивме со фудбалот, например. Јас би рекол со спортот некако со фудбалот полесно ни оди отколку со бизнисот. Повелете со тоа да го почнеме разговор. Па добро, точниот назив беше да го вратиме ентузијазмот, а оптимизам секој пат постои и затоа една од идеите во рамките на Стопанската комора на активности е почнувањето со овие обуки на меки вештини. И тука една од темите и главните пораки е дека ако се сака успешност, конкуренција, економски раст, мора да се прифати одредено ниво на риск. Меѓутоа, темата на овие обуки како успешно да управувате со ризикот за да успеете. Значи, ова е еден начин како да го вратиме тој ентузијазам. Друг начин сигурно е користење и форсирање во јавноста, покажување на тие позитивни примери, како во спортот. Така е, така да и нашата определба е да преку позитивни примери да покажуваме кои се факторите за успех на компаниите и каков амбиент работат успешните компании во светско ниво и на тој начин, значи, ние ќе се трудиме да преку позитивни примери ги охрабриме и постојните компании, и младите компании, и за прв пат исто така ќе воведеме обуки за стартап бизнеси, како да се направи бизнес план, а потоа оние што ќе го направат, ќе го бранат пред комисија и ќе може да обезбедат и финански средства за финансирање на нивните идеи. Може ли Стопанската комора, вие кои што се членки таму, активни, да бидете мост со диаспората, диаспората како извор на вештини, на знаења од тој свет каде што работат и каде што живеат, но и како можно да се вратат тука. Имате ли такви примери? Па, имаме такви примери. Значи, прво, како што каже председателот на комората, во рамките на Коморскиот форум, соработуваме со сите комори во светот, а исто така и со нашите успешни бизнисмени во странство. Дури една од нашите членки во раководството на комората е жена која што долги години престојувала во Велика Британија, се вратила во Македонија, основала фирма и таа денеска вработува 1200 вработени, а фирмата прави годишни приходи од 36-38 милиони евра. Значи, отворени сме према сите и сакаме да ги мобилизираме сите да најдат формула, најдат решение како тие повеќе да заработат, повеќе да придонесат кон општествената заедница и на тој начин се обезбеди и подинамичен економски раст. Господине Бишев, вие сте во Шпарка банка, имате постојано комуникација и искуство со млади кадри. Образованието се покажува како голем проблем. Не е доволно реформирано. Што му е потребно? Доаѓате на пракса кај вас? Има ли, како се викаше порано тоа, стручно образование? Сега нов термин се користи, дуално образование. Дали ве консултираат високообразовните институции кои ги прават програмите, тие курикулуми, например на економскиот? Дали имате комуникација за да може да размените искуства и за да може да се подобри и образовниот процес и атмосферата воопшто? Оваа комуникација постои и со сите факултети, Шпарка банка е потписник скоро со сите универзитетски центри за обувување на практична настава и верувам тоа го прават и другите компании. И тука не е толку до образовниот систем, туку до стварање на една вредност во општеството, да нам ни треба перманентно образование. Значи, вие кои ќе го завршите факултетот, може да ви имате релевантно знаење за наредните 3 до 4 години. Меѓутоа, светот толку брзо се менува
да вие мора перманентно да се усовршувате. И повеќе до вредностниот систем за вработените, а и компаниите да вложуваат во своите вработени, да ги поддржуваат нивните желби, да организираат и самите тие начини на унапредување на нивното знаење, и тоа е што го отворивме како една од приоритетните задачи во комората. Многу ретки се ова прашање и за азиски. Примерите на наши бизнисмени, наши компании кои што прават аквизиции, вложуваат, инвестираат надвор од Македонија. Зошто е тоа така? Што им недостасува на нашите бизнисмени? Храброст, не сакаат да ризикуваат, можеби обученост, знаење, образование, или пак во прашање се некои други бариери од политички аспект? За азиски кажавте прашањето? Не, и за вас и за азиски ова. Повелете. Па, мислам дека веќе имаме успешни примери на компании што вложуваат во странство, и можеби во минатовото ограничувачки фактор беше капиталот и работната сила. Меѓутоа денеска да имате пристап до финансиски средства е многу леснето, и тука нашите компании немаат нивни ограничувања, а исто така беше до пред 10 на 15 години економијата на обем. Значи, нашите компании се уште, нивната големина, ако се споредите на светско ниво, се мали компании. Да. Значи, нашата најголема компанија има годишен приход од 200-250 милиони евра, наспроти глобалните компании кои имаат по 150-200 милиарди евра, и оние што се врват, као Google, као Facebook, те имаат по 2-3 милиарди евра годишен приход. Меѓутоа, со растот на компаниите, неминовно е тие да излезат надвор, и веќе имаме голем број на успешни приказни на компании кои што инвестирале надвор, и тука си ги споменам КАМ, кој што веќе има своји ланци во Бугарија и во Косово. Исто така позитивен пример е ИГМ, кој што е присутен со инвестиција во Словенија, и сигурно азиски знае голем број на такви примери. И мислам дека новото време е, не можете вие да бидете успешна компанија без да имате амбиции барем да бидете присутни на Балканот и во Европа. Уште едно прашање за крај околу имиджот на бизнисмените, на стопанствениците. Постојано се прават анкети, во тие анкети јавното мислење вели дека најсилно на удар се судиите, политичарите се многу долу, како доверба, како добро мислење. Што правиме со бизнисмените? Дали оваа транзиција и тој лош печаток се уште се лепи за нив, или веќе исплива и веќе тие позитивни примери што и вие ги споменувате, го менуваат мислењето во јавност? Мислам дека сите треба да работиме и да бидеме свртени кон иднината. Значи, ние некој пат се уште сме оптеретени со приватизацијата и некои процеси од минатото, кои што во сите земји беа неправедни. И на овој или оној начин тие мора да се реализираат, бидејќи без приватизација не можеше да се влезе во нов економски систем. Меѓутоа, денеска 97% од компаниите во Македонија се ДО или ДОЛ. Да. Значи, ново настанати компании. Акционерски друштва се 0,5% од бројот на македонските компании. Значи, ние зборуваме за 0,5% од компании што ова биле во минатото приватизирани. Она што треба нас да не движи е како сега успешните компании кои што се ДО и ДОЛ да се трансформираат во акционерски друштва, да ги зголемат своите амбиции, ентузијазам и да се свртат кон една современа корпоративна култура, раст и на тој начин економски јавоек на ти Македонија и населението има подобра перспектива.
Реков посудома еве дали банкарството, кај што припаѓате вие, доволно еластично се однесува и ги следи тие нови идеи за кои што зборуваме, нови проекти, нови концепти. Дали сте расположени да инвестирате во такви работи? Па тоа е нашата функција. Значи банките по дефиниција се институции кои што даваат кредити, го следат реалниот бизнис и добра работа е што 90%, 85% од банките во Македонија се во собственост, странска собственост, од која најголемиот дел од банките одделува. И на тој план, значи, праксата што веќе постои во ЕУ за поддршка на реалниот бизнис, исто така е присутна во Македонија, особено проектното финансирање, што значи вие кога имате добар проект не треба да имате биланси, треба да имате проекција, треба да имате знаење, идеи и да докажете како таа идеја ќе ја операционализирате и истата ќе биде профитабилна. И на тој план имаме доста успешни примери. Благодарам, Глигор Бишев, Шпарка се банка. Стадион. Емисија за вашата вистина.